Почитувани, добро вечер. Јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистина на Канал 5 телевизија. Вечерва со Љупчо Златев, добро вечер. Добро вечер. И Срđan Ивановиќ, добро вечер за вас. Добро вечер. Пред точно 6 месеци бевте последен пат во студио и кога разговаравме, пробувавме да направиме нека анализа на тогаш многу новата влада, кажавте дека е многу рано да се каже дали се сите исти ке нас. Сега, после овој период, може ли повторно да се обидите да направите анализа, односно дали функционирањето на оваа влада е многу различно, слично или исто со тоа на претходната? Добро, да. Значи, кога би испоредили со претходните влади, има едно тежнење, нели, на тоа да се влезе, нели, во еден калап и да се тера во еден правец, нешто што сме го гледале во претходните ситуации, но има и една тенденција која што се уште не е реализирана, но е сериозна тенденција да се стави крај на корупцијата, на криминалот и да се подигне, нели, целокупниот правен систем. Тоа го покаже, нели, оваа ревностна акција што имавме после Кочани, но и многу други акции кои што... Ребусна. Но? Ребусна. Робусна. Робусна. Реков ребусна. Да. Значи има таква тенденција. Сега, далеку сме од некаква реализација за да кажеме оваа влада ја среди корупцијата или влезе во решителна борба со корупцијата, но може да се почувствува дека... Уште не се во фазата решителна борба? Па сега треба да има, нели, решение некакво на крајот, нели, треба да има и одлука, треба да има пресуда, треба да има и... сега зборуваме за тоа што е во нивна надлежност. Тоа што е во нивна надлежност, за сега постои таква тенденција тоа да се направи. На моменти тоа изгледа малку и мене барем изгледа малку и понекогаш и малку претерано, нека јапсивме сите три градоначалника бивши, мислам, нели, сега сиде, нели, до пред 20 години во Кочани и така натака. Тоа може би е малку претерано, но постои таква решителност, таква тенденција да се оди во тој правец, нешто што мислам дека е клучно. И не за џабе борбата со корупцијата и криминалот пред овие избори, пред да се формира оваа влада, пред ВМРО да помане и останатите, нели, да победат. Тоа беше еден од главните работи за кои што луѓето гласа. Значи, секојаш претходно било, не знам, економија, нели, такви некои евроинтеграции или што ти ја знам, овој пат борбата со корупцијата и криминалот беше во врвот на желбите на гласачите и сега гледаме таква тенденција да се оди во тој правец. Добро, значи практично според вас се исполнува тоа што било како неголемо ветување пред гласачите. Да. Нема тука изненадување. Добро, Златев? Не знам воопшто дали да прашам, бидејќи го знам вашиот одговор за ова, еде, може во една минута. Па сме разговарале, сакам да кажам на оваа тема. Има многу интересни тенденции. Првенствено морам да кажам дека мене овој делов со корупцијата сега нема да го разговарам барем на ова прашање, од една единствена причина што тоа е јасно. Гледаме низа на акции, еве денес имаше повторно акции, секој ден има некакви акции, но тие акции треба да дадат резултат, односно на крај треба да видиме некои задрешетки. Тоа е еден долг процес каде што освен извршната влада е активно и правосудството и така натаму. Тука системот има многу дефекти, ќе видиме како ќе се одрази. Не може тука се уште да даваме оценки затоа што за година дена никој не може да порази корупција. Борбата против корупцијата треба да биде темелна и тоа е еден подолгорочен процес. Јас би се осврнал за друг дел, нели, на успесите, условно кажано, на оваа влада. Прво, дали имам критика за голем дел од функционерите кои ги имаат поставено? Да. Има луѓе кои се навистина квалитетни, но има и луѓе кои кога ќе им го погледнете сивито, ќе видите дека освен партиска кариера немаат ништо друго во животот. Може никој да ни наброите? Еве да речеме 20 успешни, 20 неуспешни. Па се, знаеш, неблагодарно од моја страна, но се знаат кои се што се, знаете. Друго е поважно. Имаме одредени резултати во делот на економијата кои се прилично окей. Како, например, сега го гледаме, вице-премиерот Николовски во Лондон договара инвестиции во делот на железничкиот транспорт, договара инвестиции во делот на патната инфраструктура. Ние претходно имавме министер за транспорт и врски, кој буквално
не знам дали одеше на работа воопшто, затоа што не видовме буквално никакви резултати. Сега гледаме нешто. Се отвори некаква мала пруга, иако не завршува нигде, се отворија неколку Па би кажал тенденција. патни правци, се борат за некакви инвестиции, обезбедија некаков поволен кредит, ќе видиме како ќе се одрази се понатаму, но за разлика од претходно, гледаме дека барем нешто се трудат. Дали трудот ќе биде сизифовски или ќе се одрази позитивно на македонската економија и на животниот стандард, останува да видиме. Но има работи кои претходно не сме ги гледали, тоа е факт. А луѓето коментираат дека после многу години гледаме дека и возови низ Скопје возат по железничката пруга, нешто што стварно се одвикнавме да го гледаме. Значи навистина, за жал, мислам ова е тажно што го зборуваме, реално е. И тука покрај Изгейт кога ќе видиш горе воз како поминува, викаш ние воз имаме, не знам, јас живеам покрај пруга, блиску, па порано немаше ни еднаш дневно, сега 2 пати дневно поминува воз. 2 до 3 пати тука во Маджари кај нас поминува воз, тоа е навистина тажно, мислам тоа е тажно, меѓутоа е во ред што... Но нешто барем тргнало, знаеш. Сега, треба да поминуваат 20 дневно, не 2, но за тоа треба исто така време. Мислам дека доколку продолжат со ова темпо и доколку реализираат економски повеќе работи како што најавуваат, ние може да видиме и подобрување и на секојдневниот живот наш и така натаму. Но тоа пак ќе кажам е многу тежок процес, особено во држава во која што ние постојано имаме во изминатите кој знае колку години од шарената револуција па наваму, имаме закочени институции, имаме нефункционален систем. Многу е тешко да се стави машината повторно да се запали кога е така зарегена. Добро, ќе ни кажете да речеме што според вас да речеме негативно или пропуст или нешто што на што може да се работи, сега да не испаднат фалби само. Секако ваше мислење. Може многу повеќе според мене да се работи на европските интеграции и може многу повеќе да се стави во, како да кажам, многу повеќе оној сентимент дека луѓето не сакаат договор со Бугарија, луѓето не сакаат бугари во устав, понекогаш треба да направите непопуларни работи. Не гледам тенденции кај оваа влада дека би направила такви непопуларни чекори. Во исто време сметам дека малку повеќе треба... Тоа како критика сега го кажувате? Па да, ова е критика, затоа би требало според мене малку да пробаат да ги откочат тие процеси. Во исто време може би треба побрзо и пофункционално да се разрешуваат одредени луѓе, да се носат нови кадровски решенија, ставаш директор, гледаш него бива за 4 месеци, го менјаш. Кај нас малку гледаме дека тој процес баш не функционира така. Во град Скопје функционира како? Па, тоа е. Тоа функционирање е сосем друго, но знаете, за промена зборуваме на кадар. Не може ти да ми кажеш дека 2500 именувани функционери сите се безгрешни, знаете. Од нив во првите 6 месеци можеби требаше да се покажат. Ја разбирам поинтата, благодарам. Иванови, чистото прашање за вас? Па добро, сега за европска евроинтеграција и договорот со Бугарија, мојот став е, да кажеме, доста спротивен од Љупчо. Мислам дека во моментот да се чекаме да видиме Европска унија што ќе се случи, па дури потоа да видиме дали треба да продолжиме посовесно или поактивно да одиме во тој правец, бидејќи сега работиви не се баш нешто премногу розеви за да ние менуваме устав, иако немам никаков проблем со бугарите да бидат во нашиот устав, тоа сме го кажал неколку пати. Сега да каже дека не е време сега. Па не е време да почекаме сега, не е време. Мислам дека не е сега баш за тоа најдобро време. Критиката, па сега кој има многу работи, например сега не знам, јас сум човек кој во последно време беше неколку пати на лекар, тоа не е воопшто мрднато, тоа не е воопшто ништо средено. Добар си? Добар сум. Да. Не е мрднато воопшто. Значи некои работи се оставени така, сами на себе. Би морало поревносно да се зафатат со ние работи кои што се кажеме од најголема важност за граѓаните, тоа е нели да кажеме здравствениот систем, стандардот кој полека бавно расте, но сепак расте и
една работа спомнавте, град Скопје не функционира. Сега тука баш имав една колумна на тоа преди известно време на таа тема. Се испаѓа ВМРО ДПМН малку не казнува зашто гласавме како што ни кажа. Например, ја избравме Даниела Арсовска на избори, а сега треба да се стрпиме, да се чекаме за повторно да е ВМРО ДПМН. И да веруваме дека нивниот следен избор е ќе биде окей. Тоа е проблематично. Тоа малку ме иритира, морам да признам, бидејќи ние сега буквално сме казнети бидејќи сме ги послушале кога рекоа да гласаме за Даниела Арсовска, ние гласавме и нели од кога пукна тиквата во таа една комплицирана коалиција, ние нели сега треба нели да бидеме казнети поради тоа, граѓаните на Скопје мислам, и затоа мислам дека тоа е една сериозна критика, односно една сериозна партија, една сериозна власт не би требала така се однесува со своите граѓани. Добро, сега го прашам ова да направиме една паралела што очекувавме, а што се случува. Мислам, за волја на вистината, кога разговараме за проблемите, вчера имав можност да се враќам со автомобил од Словенија до Македонија, имав многу убав начин да ги видам државите и нивната инфраструктура во 12 часи. Значи во Словенија веќе по руралните села на планините има пешачки премини со лед светла. Во Хрватска веќе тоа е Европа за нас. Србија се труди, по автопатиштата се средени и скосени. Кога ќе влезеш во Македонија, уште кој ќе видиш тие прлеви куќарки, да го видиш. Кај што седат како се вика полицајците со тоа ѓубре, со тоа банкини скривени, гуми, мртви животи, една општ хаос. И сега се прашува што ние не правиме како што треба да останеме такви какви што сме изминативе 10 години. И само да докажам, се извинувам, и одговорот мислам дека денеска го најдов, шетајќи се ја видов зградата на владата која десетина години е во катастрофална состојба. Цетињата напред се обраснати, жардинјерите изгледаат руинирано, има едно дрво старо исушено што нешто, и сега збориме дека тоа е објектот на владата, на невисокиот државен орган во државата, кај што практично треба да ги среди овие работи. Секој не можеме тука да ги средиме работите, што останува за понатамо. Ме подсети жално е ова. Со оваа твоја анализа Словенија, Хрватска, Србија, Македонија, ме подсети на едно видео од Славој Жижек, тоа е еден од највлијателните светски филозофи кој случајно потекнува нели од Словенија. Не е случајно и родителите му се таму. Да, добро, случајно. И човекот има застанато на една покрај една река и вели Љубљаница. Покрај Љубљаница и вели од оваа страна на Љубљаница, вели од северната страна на Љубљаница живеат вика цивилизирани луѓе, а додека од другата страна живеат вика варвари. Сега буквално таа Жижекова шега, односно таа констатација за поделбата на Балкан и Европа, затоа што наводно... вика дека таа река официјална географска граница помеѓу Средна Европа и Балкан. Од едната страна деспотизам, ориентализам и така натаму, од другата страна европска цивилизација, но јас не сакам да верувам дека ние на оваа страна сме такви, едноставно нас самата транзиција системска не има донесено таму каде што сме и покрај тоа што нашите политичари, односно нашите елити се виновни за се ова, голема вина сноси и Европа. Односно голема вина сносат и тие кои не успеа да смогнат сили да ни интегрираат и малку да научиме преку тие интеграции да функционираме поинаку. Знаете како? Работите во Македонија можат многу лесно да се сменат. Ние сме буквално едно преградие на некоја метропола која ќе не видиш. Ние сме 2 милиони луѓе. Ние сме 21 километри квадратни. Извинете, ако простете ми, не ми оди многу добро со овие бројки. 25.713. Као чифлиганец јас. Не, учам географија во пето деление, не бега почасо. Не, се шегувам, нели? За тој наводен скандал имам одлично мислење за човекот, стварно е добар во тоа што го работи, но суштината е дека кај нас работите многу лесно може да се сменат, се што е потребно е мала културолошка промена и голема политичка волја. За сега ние гледаме одредени елементи на таа политичка волја, но она што не кочи е токму оној ориентализам. Вие сте министар за здравство, вие сте дел од владеачката коалиција и година дена откако сте таму, на врвот нели од политичката
како се вика, номенклатура на врвот од она што се нарекува владење, вас ви текнува дека знаеш, можда нас сега пред локални не ни се допаѓа распоредот, плюс не ни се допаѓа тоа што премиерот не ни даде да крадеме преку тендери, ај сега ќе си одиме ни од коалицијата. Зборувам за Таравари. Да. Тоа е тој ориентализам, тоа е на Жижек за кој говоревме претходно. Буквално тие византиски сплетки, тотално нелогични политички потези, наместо да дадете шанса да продолжите и да работите, да го средите здравството за Срđan да не мора да се жали овде, вие сега седнувате и многу е полесно баш преку тие ориенталистички политики, преку тие византиски игри да правите нешто. Тоа е причината зашто во овој момент ние не одиме напред. Да, Златев, мислам добро влезе во тоа што ова мини анализа на владата што ја направивме за да влеземе во втората тема, тоа колку евентуалното излегување на Таравари и неговата партија може на некој начин да ја разниша колку може владината коалиција и потоа ќе влеземе во анализа за тоа што тоа се случува, што за многумина е нелогично. Сите партии се борат да се на власт и ќе дојдете на власт, имате огромна криза, можете нешто да направите во секторот каде што граѓаните најмногу се жалат и од не докрај разбирливи причини едноставно си го напуштате фронтот и си одите, дезертирате, да кажам. Доколку се остварат најавите за излез сега. Самото напуштање од власта на АА, односно на претениците кои што ги контролира Армен Тараварија, мислам дека се 5 мина на број. Да, 5. Нема ништо особено да се случи, но би можело по локалните или по евентуално некои предвремени или редовни избори да дојде до одредени проблеми во владината коалиција, доколку таа, ова сега го кажуваме хипотетички речено, таа нова коалиција што би била помеѓу ДУИ, и останатите фактори во тој така наречен Европски фронт, мислам дека се викаше, и доколку тие би освоиле, да кажеме, значителен број на поголем број на гласови во однос на ово што го сочинува коалицијата Вреди, која најавод дека ќе прави партија, во тој случај притисокот врз ВМРО ДПМН, врз Мицкоски, врз неговите соработници би се зголемил дополнително, он тогаш дој би барал да биде партија односно коалиција која што го носи мнозинскиот пакет на албански гласови, дека заслужува да биде представник на албанците во власта, што малку има врска со демократијата, но има многу врска со суштината, со Македонија, како функционира и како тоа изгледа. Сега тоа е одговор на еден дел од вашето прашање, и сега другиот дел од прашањето сега зашто тоа Таравари го прави, зашто тој излага од коалиција, се чини малку нелогично. Министерот за здравство се етаблираше, на почетокот имаше неколку, да кажеме, несмасни шеги во однос на таа владина коалиција, но потоа некако работата почна да оди. Не гледам ја особена причина и сега можеме тука да влеземе во доменот на шпекулации, некои велат дека се извинувам што прекинувам, карактеристичен на моментот, пошто доаѓа после трагедијата во Кочани, кога сите рековме дека сите ќе застанеме позади ист браник за да го се сруши корупцијата, каде што ни престои финалната борба, значи кога ќе треба да биде седна и ставимо тоа да се направи, тој јас го искритикувам, мораме да кажеме, извини, само 5 секунди. Таравари во однос на кризата во Кочани реагираше одлично неговото министерство. Тоа ние не може да го занемариме. Сега ние го критикуваме политички, зборуваме дека ова е нелогично, но Министерството за здравство во однос на трагедијата во Кочани имаше експресна реакција, заедно со МНР, заедно со Тимчо Муцунски успеа да извлечат голем дел од луѓето надвор од државата. И поради тоа се спасени десетина, 20-тина, ако не 30-тина луѓе. Да, Златев, никој не го спори тоа. Моето прашање беше, ќе кажам со спортски жаргон, се игра утакмица надпревар кој што мора да го добиеме, Таравари дава гол за 1-0 и сега излегува. Продолжите па потоа ќе го кажеме. Не знам дали ме разбирате. Но тоа е сега шпекулациите се дека или тој е уценет на некој начин од некого за да мора така да се однесува, или пак е незадоволен од оној тендер што пропадна во таа гаражата што требаше катна да се гради. Тоа се спекулации, на вистина не знам дали е вистина, но тие спекулации се плод на таа нелогична
нелогично негово однесување, нели, во овој момент прво беше нешто како Алијансата за албанците ќе оди на локални избори сама, па потоа имало призна дека имало некој телефонски разговор со Али Ахмети. Тоа се све работи кои што во овој момент едноставно министерот за здравство и лидерот на Алијансата за албанците не би требало да ги прави, бидејќи е многу нелогично. Дали овие случувања во Вериди може на било кој начин да се гледат како забавување на борбата за глобалниот ресет за кој што сите се заложивме. И се зборам како јавност и како Глобаленков светски ресет ние ќе правиме. Клаус Шваб. Државен ресет забавување на борбата. Па да, може да се гледа како така. Знаете така, у моментов се Армен Тарафари се однесува како пишма невеста. Тој неговата партија, Алијанса на албанците, се подели на два дела, затоа што Зиедин Села сакаше да оди со Дуи, а тој сакаше да оди со Вреди и после тоа нели преку таа коалиција со ВМРО ДПМН. Така него партијата му се подели на два дела и до ден денес дори ние зборуваме се уште трае тој судски процес помеѓу Села и Таравари чива е партијата. И мислам дека у моментов е на Села партијата, првостепено, првостепено, ама сега е на апелација целата приказна и тоа се виси. И многу е чудно од позиција на тоа што буквално пред ова не се случуваше пред 35 години, ова се случуваше лани. Од лани до сега таква драматична промена е политички целосно нелогично, особено кога вие сте во топ 3 министерства во државата министер, имате директори во многу значајни институции. Самата таа нелогичност отвара сомнеш за многу работи. За многу работи. Но во исто време по он вика, знаете, јас сакам можеби на локалните избори да коалицирам со Дуи, ама би сакал па и да останам во владава со ВМРО. Ама каде во целава приказна тоа што е најважно? Идеологија, програма владина. Невестата сака Немој да бидеш сега до крај да ја кажеш ова поговорка. Невестата сака, знаете, на 2 места да оди. Сега не знам кој би прифатил таков брак. Има и такви бракови. Добро, но мислам дека за Балканот баш јавно такви бракови не се прифатени. Она што е проблема. Знате, се извинувам, само тргнувам во тоа најосновното. Политичките партии постојат да им служат на граѓаните. Кој е интересот на граѓаните според тебе за ваквите помрднување кога имаме многу важни процеси? За тоа прашувам дали може ова некако ресетот да го забави од тој аспект. Гледал интерес некој. Интерес на граѓаните у моментов у Министерството за да се набават уште 10 магнетни резонанции. Да не се чека со месеци за тоа. Интерес на граѓаните е да има на позитивната листа уште 100 нови лекови. Интерес на граѓаните е што ти ја знам таму во македонското здравство кое ние го немаме. Ние од дел задоволување на интерес на граѓаните од Армен Таравари до овој момент имаме видено многу малку. Имаме видено дека човекот си купил за 700 евра квадрат само оние пасиев. Ма до сега го фалевте за време на трагедијата во Кочани. Па добро, за тоа го фалам, ама сега ти јас не сум како да кажам, не е бинарен систем единица и нула работа, си има секој позитивни, си има негативни работи. Ја кажав дека тоа е позитивно, ама еве ги сега негативностите. Ја еве не можам, ако ми има некој понуда у Скопје да ми продаде мене за 700 евра квадрат од Тафталиџе, ја кредити ќе земам, ќе се задужувам, ќе правам чудек да си купам. Затоа што таков дил може да добијат у Скопје двајца. Само Тараварија Пасиев, никој нормален човек не може да добие за 700 евра квадрат. Ако има било кој, нека се јави у Канал 5, ќе го поврзат со мене, предпоставувам, не знам кој ви е бројот сега да го дадат. Мислам, господинот Таравари имаше и во минатото некои, ајде да речам, не вакви, али слични бирања на партнерите во политиката. Имаше и вратоломија. Он излезе од со Зоран Заев исто последна година. Ама тоа беше многу интересно, тоа што он исто беше министер за здравство и тука како, нели, беше еден од попопуларните министри во тоа време и наеднаш се откажа по многу кратко време и се кандидираше за градоначалник на Гостивар. Не знам како да човекот... Може па досадно може како да брзо да му досадува, така некако. Да се најду работа сега, дај друга битка. Така да не е првата вратоломија, после па му стана опозиција на Заев, па така некако
чудни. Па пак се спои после. Па пак се спои, Па да. куќе купи. И повторно ќе речам, да, и повторно речам дека ова се случува во денови и во месеци кога сите бараме ресет на системот, бидејќи кај нас основни работи не функционираат. Не знам, веќе јас да кабловските оператори не плаќаат на телевизиите за реемитување на програмата. Ти го зема од последниот проблем од вашите пари на Па, гледај сега, телевизиите. од Канал 5 Прв сме проблем, сега. пошти не функционираат. У аеродром Не, кај за што тоа живеам, зборувавме поштарот у милион пензија пати. се иселил у Германија, нема кој писма да ни донесе таму кај што живеев претходно, со месеци ми каснат писма. Ти збориш за кабловските телевизии, тоа е нуклеарна физика во однос Не е нуклеарна, сега ќе ти кажам зашто не е злата, затоа што ќе викаме види во телевизија, во Србија телевизиите какви продукции имаат, се популаризираат својата уметност, Ама нема да споредувате. програма едно друго, а бидејќи ние не добиваме како медиуми толку колку што треба да добиеме, квалитетот на програмата и тоа што се вика македонска продукција е многу помала. И сега мислам дека тоа не е уопште толку така наивно. Не викам дека е наивно, само ја Еден споредив систем. со поштава. Со пошта разговаравме милион пати, сега дозволи еднаш и за Да, еве, нека ви дадат пари вас, не се често кири. Па не ши забораваме заради дека ева нека не да ни капне дадат се. нас, туку да си платат за Се услугата. споредуваме со Словенија, со Хрватска, со Србија многу често, бидејќи потекнуваме нели од една иста држава едно време. Инаку, баш денеска видов 200 години од 250 години од Таковска битка и нели од процесот на ослободувањето на србите од османлиското владење и нели почетокот на градењето на модерната српска држава. Така да тие работи не смееме туку така лесно да ги зимаме здраво за готово, бидејќи сепак некои држави се далеку постари, имале некои системи кои биле можеби поинакви, потекнуваат од некој друг бекграунд и сега ние реално, нели, да кажеме, ако 44-та почнеме модерната македонска држава да ја земеме здраво за готово и да кажеме, ако тие институции биле градени од еден систем, нели, во 70-те години главно, доаѓаме сега на ситуација, нели, кога тоа сме ги потрошили тие институции, па се доаѓаме во една нели ситуација да не знаеме каде додиме и често велиме гледај ги овие кај се, гледај ние кај сме. Не би требало тоа да го гледаме, треба да го гледаме нашиот проблем малку од наш субјективен агол и да процениме самите зошто немаме систем, зошто не ни се чисти автопатите, нели зошто е израснато и така натака. Не би го обвинувал народот, значи не би било како Жижек дека криви сме пошто сме некаква деспоти или некакви источни нели варвари, не би било таму. Мислам дека не е тоа до крај точно. Тоа видео што збори има сосема друга конотација, меѓутоа Не, го гледам. Хумор. Ама да, ја да го кажев, тоа може ќе ме канцелира, знаеш, па сега има разлика. Што се однесува до нашиот систем, мислам дека борбата со корупција не е дека ние сакаме да не биде корумпирано општеството. Туку едноставно општеството така функционира од првиот момент кога се формира, да кажеме, уште кога има парламентарни избори. Значи, ви имате избори и сега тука има преговори, договори, еве ти тебе, еве ми мене, значи, за да се освои власта, за да ние сега после тоа ја реформираме државата. Обично тоа секогаш е така, Што сега да кажам дека се па еве ти тебе ова Па тоа така, сме се навикнали, веќе тоа не знам што. Не да се помириме, тама работа се помириме. Не, тама работа. Ама како да кажам, значи корупцијата според мене најголемиот дел потекнува од политичките партии и завршува со политичките партии. Не разбирате што сакам да кажам. Проблемот е длабоко културолошки, нема да се согласам тука со Срđan. Еве Србија ја спомна како пример. Отидете вие на северот, не знам, Нови Сад, Војводина, ќе видите многу пофункционално, некако многу пријатно изгледа. Како идете на југ, се поише и таму негде после средина више станува Македонија. Но она што е важно во делов на ова културолошка, колку сме ние малку може и да спориме. Што значи тоа станува Македонија? Па се поише личи на нас, знаеш, се по нечисти улици, така бувљаци никнуваат лево десно, така малце полошо е. Но во однос, дури ние сме такви ориенталисти, дури и во ова со системот. Ние постојано зборуваме системот. Се случило нешто, системот бил крив. Пази, тоа е исто една ориенталистичка нишка, ти да обвинуваш некаков
левијатански анонимен, непознат систем за тоа што се случило. Не бе, луѓе. За се постојат со име и презиме одговорни. Значи, како тоа системот? Ако тебе не ти е чиста улицата, се знае кој е виновен за тоа. Си има таму со име и презиме, кој одговара за тоа? Одговара директор на комуналец. Ако аутопатот не е чист, кој одговара? Директор на Македонија пат. Ако судството не е како што треба, знаеш, и си има тие луѓе име и презиме, се викаат Сарџан, Љупчо, Александар, Митре, Петко, Станко, Зоки. И кој кога одговарал? Па тоа е проблемот. Ние постојано избегнуваме да дадеме персоналност на проблемот. Ние постојано велиме системот е виновен. Системот го сочинуваат луѓе, системот не е некаков апаратус. Еве ви прилика како новинар да кажеме точно кој е виновен заради тоа што не се обраснати автопатиштата и што се полни се ѓубре. Кој го одржава тоа? Ја појма немам овој момент. Мој да кажеме Македонија пат, можеби не сме Македонија. Македонија пат, кој е директор на Македонија пат? Тие се поделени на 5 фирми, едни се за инфраструктура, други се за ова, трети значи се за системот не функционира. Па не е сегде у свет се така поделени. И се знае, за тоа кој е одговорен, не знам кој е у моментов нели на тоа, но тој е одговорен ако се обраснати. Ја на пример видов дека имаше и позитивен пример сега скоро, негде беа искосени. Негде да се случува. Значи да, што претходно беа таму подраснати, но треба да му даеме шанса и на тој сега таму што дошол. Како и да се вика, не знам. Коце Трајановски за инфраструктура, иначе него ќе го кажев, он прв ми текнува дека е виновен, ама он не е за тоа, он е за ново изградба, но и тој што е дојден, па треба да му даеме да залајфуе малце машинава сега да почне. Сега колку време сега му треба да залајфуе? Па сега дел има подобрување, можеби. Не знам сега, ние многу на памет зборуваме за го зимаме нели хипотетички еден проблем. Но за се постои одговорен човек. Проблемот кај нас е што ние одбиваме како општество да се соочиме со одговорност. Ти кога си директор таму, ти стануваш директор и од истиот ден почнува твојата одговорност. Кога што ти си одговорен, ако у моментот почнеш да пцуеш тука у емисија што имаш еден тон казни, да. Сносиш одговорност, законска одговорност ти како уредник на оваа емисија и главниот уредник на телевизијата и директорот на телевизијата, сносите за она што се случува овде. Законска одговорност. И исто и тој што е нели на некаква раководна позиција или било каде. Исто кога фрлате цигара од кола. Кога го вадите ДПФ-от на дизелот и загадувате, а сите го правите тоа. И после системот е крив. А ако ви ја вратат колата на технички преглед, и ако ви речат извини дечко, ти загадуваш повеќе од дозволеното, после тоа гледај сега по нас дојдоа маваат и така натаму. Ние постојано нашиот балкански менталитет индивидуалната одговорност постојано ја занемарува. Да, меѓутоа ќе се сложиш дека е здраво да правиме конструктивен притисок за некои работи и побрзо да се сменат, практично тоа и не е функцијата. Ако треба и неконструктивен притисок. Ја не верувам во тој индивидуален, како рече индивидуална самите нели да се тераме нели да биде подобро. Не, тука постојат казни, постојат нели такви работи кои што државата со присила, со значи, кој не ни се допаѓа, ќе натера да бидеме. Имавме собракајка, загина девојчна онде на Партизанска, еден серијски престапник ја прегази. Наредните месец дена имаше полициски контроли сегде, сите возеа као бајчиња. Знаеш, убаво беше као во европски град да си. Ја викам у Скопје ли сум, у Франкфурт ли сум. И колку траеше тоа, Златан? Месец и пол. После месец и пол се повлекоа собракајците, нема више радари сегде и сега пак гледам лудаци на улица. Значи, кога има полиција, се е во ред. Значи, 90 возат по секој булевар у Скопје и најнормално. И утре пак ќе загине девојче и пак сите ќе почнеме протести. Системот е крив, системот е крив, системот е крив. Ако системот казнува, затоа што вие брзо возите, тогаш сега мене најдоа, сите ја искрадоа државата, они до моите 70 км на саат. Тоа е длабоко културолошки проблем. Не. Ја мислам дека државата, тоа ти што велиш,
Тоа нели кога казнува и кога контролира, треба да биде 12 месеци годината, а не еден месец или по сообраќајка. Не, значи и не само тоа. Ние имаме на друга пред избори И никој. знаеш кога ќе се смениме ние, аустро-унгарци ќе станеме одма. Пред избори ти можеш ракета да возиш у Скопје или било каде низ државна Да не се улица, иритира гласачкото и никој тело, да не се иритира гласачкото тело затоа што така одлучиле дека казните се лоши за рейтингот на политичарите. Тоа треба да се смени. Па, реков дека од Добро. партиите почнува се. Добро, од друга страна се сложивте двајцата дека има разлежување и објективни промени во однос на борбата против криминалот и корупцијата, една плејада луѓе меѓу кои вака високи функционери кои што бодеа очи во јавноста, се Игра кои фудбал во избегани, јавноста. кои се во притвори. Прашањето е сега колку институции имаат капацитет ова да трае, односно дали ќе заврши уште некој месец или се има енергија и политичка волја да се отиде тоа до крај, бидејќи владата е сега во момент кога ги има сите полуги, целата поддршка и од јавноста, и од меѓународната заедница, и власти, има собрание, локална самоуправа, буквално доколку сака, народски кажано, да ги реши еднаш за секогаш. Според вас, колку длабоко ќе се иде? Не знам точно, бидејќи не сум инсайдер од Да, за тоа власта. според вас, вака, како ви но изгледа. би било многу глупаво кога би прекинала, кога не би се случило или да се продолжи да се оди до самиот крај, бидејќи како што вие рековте, има целосна поддршка од народот, за тоа има и има огромно расположение во јавноста да се оди до крај со корупцијата. Никош нема таа да се искорени, но да биде работите да бидат Елементарно подносливи. пристојна состојба, тоа го користиме цело време. Состојба. И би било многу глупаво, многу нелогично би било од владата тоа да не продолжи да го прави, но како што веќе рековме, веќе почнаа тие нелогични и глупави потези со ова, со неуването излегување на таравари од власта, така да може да се очекуваат и некои непредвидени работи, но доколку остане се во доменот на возможното и предвидливото, јас мислам дека би требало да се продолжи во секој случај. Моите последни информации од истражниот затвор Шутка говорат дека таму веќе нема место каде да ги сместуваат. Јас разговарав со некои функционери од таму и јас им предложив модуларни притворски оделенија да прават. Па што викам, кога може модуларни болници да направите, можете и модуларни затвори. Сега гледаме пруги ќе се градат низ државата, па може и да ги ангажирате покрај пруга, малци и да подработат. Ние алки на нога нека става. Не мора сме гледале вестерн филмови, можеби тоа е, сега не знам тоа како ќе помине во делот на човек кој права, но еве еден јавен конструктивен предлог. Во делот на тоа дали до каде треба да одат до крај, дали се подготвени да одат до крај, ќе покажат самите. Мислам дека до овој момент... Вас како ви се чини? Па сега види, ние во моментов се соочуваме со правда до тоа ниво, вице-премиер, они се ставија у притвор у моментов. Шабан Селиу е вице-премиер, не е никој ништо. Значи, гледаме дека постои одговорност, гледаме дека не се прогледува низ прсти, но да видиме до каде тоа ќе оди. Сега не знам, ако видиме дека пак почнат у Охрид да идат на издржување на затворски казни, како што гледавме претходно, одма тука Ред Алерт звони и викаме исти се како тие претходно. До овој момент не гледаме затворски туризам, не гледаме охридски адреси на новиве притвореници, затвореници, не знам што се. Но меѓутоа тоа судот одредува кој каде ќе оди, не е владата. Тука е проблемот затоа што очигледно е дека судските власти во Македонија и обвинителството вакво какво што е, не се подготвени за ово, од една единствена причина што тие многу поише сакаат да им терат диловите од претходно. И мислам дека тука треба и законски измени. Ако вие сте судија, не може сопругот ваш да биде адвокат. Тоа е конфликт на интерес. Класично. Кај нас во Македонија, сопругот е адвокат, он завршува работа, сопругата е судика, она ослободува. И обратно. Сопругата е адвокатка, сопругот е судија, иако многу поретко тоа. Но сакам да кажам дека обвинителството и судството треба да се реформираат на еден многу по-европски принцип, каде што едноставно ќе им ставите граници и ќе ги
ќе оневозможите да ги прават тие злоупотреби кои веќе ги прават, а тоа ќе го направите со тоа што веќе им ги знаете. Можете за консултанти да ги земете сите овие што беа ослободени од СЈО, они ги знаат сите дупки, они знаат кај се носи пари и така натаму. И може врз база на тоа да изградите некаков Да, Златен систем. бараше пресуда и демек сега има обвинение, меѓутоа тој судски да заврши, дали да заврши да речеме како што е за актуелниот градоначалник на Карпа Штефчо Јакимовски, кој што доби затворска Па сега казна. да бидам искрен, не го следев тоа судење, не знам кај е таму правдата, јас знам само дека го осудија човеков кој што направил државен објект. Така беше, за тоа го осудија. За општинска Добре, зграда. За има некои општинска неправилности. зграда. И сега види, во кривично право треба да има штета некаква за да ве осудат. Која е штетата од општинска зграда? Пак ќе кажам, не го следев принципот, мислам дека беа две дела. Првото не знам зашто е, во овој момент не можам да зборувам. Ако е крив Барака не е ни зграда. ако е крив Стефчо Јакимовски треба да одговара, но мислам дека сега па и тука треба некакво нијансирање да се даде. Сега, ако, не знам, Ќарил 10 стана негде за да да даде некакво одобрение или нешто слично, да, но сега за општинска зграда 3 години, не знам баш дали е, иако Стефчо Јакимовски е, он е обратно од Павле Тројанов, он секогаш ги влече обратните потези. Ако Павле Тројанов секогаш паметно оди со власт, он пред да дојдат на власт се расправа со нив. Политички тоа ми е оценката, но во однос на овој случај не сум баш до крај, го немам следено и не сакам да грешам душа и да го осудувам човекот крив е, не е крив, вака е, јасно. така е. Не барав за тоа, зборев како принцип на почеток и крај, во однос на системот на испорачување правда. Почна тоа кога Зоран Заев, тој процес почна кога Зоран Заев практично почна политички прогон против Стефчо Јакимовски, затоа што тогаш беше со ВМРО ДПМН. И во меѓувреме Стефчо Јакимовски, нели, се скара со ВМРО ДПМН, се уште исто како со Таравари, мене ми е тоа енигма, дека за директорско место во градски паркинг вие може да се скарате така, но неважно е тоа, енигма ми е зошто влезе во тој конфликт, и гледаме дека завршува судскиот процес сега вака. А додека беше СДСМ на власт, се одлагаа рочишта, немаше така малце чудно се понашаа во тој дел. И тука ќе видите дека судството, не викам ја дека тоа политички притисок било, ама некако као да сака да и погоди на власта секојаш. Добро, сега ако бараме нели борба со корупција, треба да не радуваат вакви присуди, не да не загрижуваат, нели, освен доколку немало некаков политички притисок, иако нели најавена е жалба, ќе има апелација на тој случај, па доколку нели нешто и било пропуштено во доколку биле нарушени неговите права на градоначалникот, тогаш и веројатно ќе Добро, тоа е нормално, апсолутно. Не следуваат локални избори, власта се добива на парламентарни избори, меѓутоа многумина вела дека се губи на локални избори. Се стожувате вие со оваа теза? Премногу е рано за ова. ВМРО ДПМН не е не реков дека некој ќе изгуби. Да. Прашањето ми беше него да, како тезата, да. Прашањето нема да преодицираме за изборите како туку колку резултатот од локалните избори може да ги детерминира политичките процеси. Да речеме, СДСМ има ново раководство, како ќе помине на изборите, претпоставам ќе зависи од тоа како новото раководство, како авторитет ќе владее. Дали ќе остане? Ќе биде тест за владата како владее. Ќе биде кај партиите од албанскиот условно кажано блок, ќе си ги одмерат силите.